Од почетокот на годинава битолските пожарникари бележат 56 интервенции кои се однесуваат на запалени оџаци, но информираат и дека во последниот период има голем број на интервенции во однос на запалени контейнери. Од 56 интервенции, дури 36 се однесуваат на запалени оџаци. Пожарникарите подсетуваат дека треба да се врши чистење на оџаци два пати во текот на грејната сезона и дополнително уште еднаш кога не се затоплуваат домовите. 2017 година почнавме со интервенциите на претежно на оџаци, запалени оџаци и контејнери. Значи, тоа е еден феномен сега, кој што месецот го завршивме со 56 интервенции. Од тие 56 интервенции, 36 се на објекти, односно запалени оџаци, 12 до 13 се контејнери и останатите се текални активности во смисла на спасување на пожари. Мислам, технички интервенции на возила, на пожари на возила, излекување, откичување на станови и така да. Минатата година за битолските пожарникари помина со зголемен обем на работа, но сепак радува фактот што само мал број на интервенции се однесуваа на шумски пожари. 2016 година територијалната противпожарна единица помина со, односно заврши со 422 интервенции. Тоа е еден од година во која што е зголемен бројот на пожари во однос на претходната година, кој што беше негде околу 389. За разлика од тоа што годините карактеристично за годините се големите шумски пожари, добра можност е тоа да кажеме дека последните 2-3 години немаме некои големи пожари на отворен простор, али останатите интервенции си го направија. Од територијалната противпожарна единица во Битола апелираат согласно правилникот издаден од страна на Дирекцијата за заштита и спасување, сите приватни лица да вршат чистење на оџаци два пати во текот на грејната сезона и дополнително уште еднаш вон период на затоплување на домовите.